Јас денеска и во својот рафал кажав дека неприфатливо е да се прогонуваат оние граѓанки и граѓани кои мирно протестираа на 5. мај 2015 година. Едноставно, тие го искористија уставното право, го искористија секое демократско право да излезат на протест, да протестираат против полициската бруталност. Ако се сеќавате, на 5. мај имаше протести пред владата, на 5. мај 2015 година имаше протести пред владата против полициската бруталност, односно бруталното убиство на Мартин Нешковски во 2011 година. Тие демонстрации беа разбиени со полициска бруталност. Полицијата ја бранеше својата бруталност со бруталност. И едноставно, тие луѓе кои беа уапсени, еден голем дел од нив беа уапсени во радиус од некои 2 или 3 километри надвор од доменото, односно дворот или кругот на владата, на зградата на владата. Тие при апсењето беа малтретирани, некои беа тепани, потоа беа ставени во марица и беа однесени во различни полициски станици. Таму не им беше дадено вода, храна, не им беше даден телефонски разговор да обават со своите семејства, така што луѓето едноставно не знаеа каде се нивните најблиски и се прашуваа каде се, ги бараа по полициски станици, по болници и така натаму. Тоа е нешто што наликува на јужноамериканските диктатури, кога луѓе исчезнуваа во такви полициски акции. Токму тоа се случуваше на 5. мај. И луѓето беа малтретирани до крајни граници, нивните мобилни телефони беа одземени и не им беа вратени утредента, туку им беа вратени после неколку недели. Тоа беше направено бесправно, без некои посебни документи и беа прекршени безброј процедури и при апсењето и при задржувањето во полициската станица и на многу други начини им беа кршени основни фундаментални човекови права и слободи загарантирани со закон и со устав. Токму тие луѓе сега повторно 3 години по овој настан се викаат на суд. Тие се уште се гонат судски заради тоа што го прекршиле јавниот ред и мир според член 15 од законот за прекршоци. Тоа е нешто што не можеме да го прифатиме во ниедна варијанта. Едноставно, наместо тие луѓе да бидат пофалени во јавноста, да им се заблагодари владата и институциите и граѓанките и граѓаните да им се заблагодарат за тоа што го направиле. Наместо тие луѓе да добијат извинување од владата, од полицијата и од другите институции. Наместо тие луѓе да бидат прибрани на некоја средба со институции и да им биде понудено некакво обештетување, материјално или морално. Тие луѓе се уште се наоѓаат како се мета на судскиот прогон. 2 години, речиси 2 години, година и пол дена, по падот на режимот на Груевски, тие луѓе се уште се повикуваат на суд. Така, неколку другарки и другари наши се јавија во цивил и пријавија дека се поканети на суд во октомври. Едноставно не можеме да прифатиме аргумент во кој треба се да биде според законот, се мора да биде низ процес пуштена, кога тие ќе бидат ослободени поради олеснителни околности за стараност на предмет или не знам како. Тоа не можеме да го прифатиме. Тој судски процес мора да се избрише, односно да се запамети како политички судски процес во кој се гонат луѓе кои протестирале за слобода и за демократија. Наместо тоа ние гледаме дека ниеден пратеник, ниеден министер не помисли на вакво нешто, да им се извини на луѓето и да го стопира овој срамен судски процес. Останете со Цивил медија, читајте го рафалот, а секако и текстовите на моите колешки и колеги